Вести на Канал 8. Добар ден. Во Кочани во теке постапката за формирање локална мрежа за застапување, како дел од соработката меѓу невладиниот сектор и локалната власт. Се работи за активност што е дел од програмата за правна помош и подршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓански организации, а што е финансирана од европските фондови. Во Кочани се одржа конститутивна трибина со невладините организации и урбани заедници, како почетна иницијатива за формирање локална мрежа за застапување. Се работи за неформално тело, што треба да служи како механизам за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор за носење ефективни локални политики. Мрежата треба да помогне во детектирањето на прашањата и проблемите што ги засегаат граѓаните во локалната заедница, а за кои тие како поединци не можат ефикасно да ги запознаат надлежните општински институции. Координатор и носител на активностите за формирање на локалната мрежа е Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина. Локалната мрежа за застапување ќе биде формирана од 4 невладини организации и 4 урбани заедници кои што ќе делуваат заеднички на локално ниво за подобро нивно застапување и решавање на проблематиките на локално ниво кои што ги имаат сите од доменот на кој што ги застапуваат. Например, невладините организации нели ќе се застапуваат со нивните проблеми кои што ги имаат, исто урбаните заедници со нивната проблематика која што е најзастапена во нивната урбана заедница. Со тоа ќе се доставуваат извештаи до локалната самоуправа за евиденција на проблематиките кои што ќе бидат нели лоцирани на оваа мрежа и ќе биде како помош нели за понатака и за оформување на буџетот на наредниот буџет на локалната самоуправа. Покрај постојните граѓански организации и урбани заедници кои присуствуваа на конститутивната трибина, во локалната мрежа за застапување во Кочани ќе можат да влезат и други заинтересирани невладини издруженија, како и урбани и местни заедници, а зашто таа ќе биде отворена за зачленување. Проектот за формирање локална мрежа за застапување финансиски е поддржан од фондовите на Европската Унија, преку програмата Правна помош и подршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓанските организации. Носители на програмата се Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и коалицијата Сите за правично судење. Министерството за земјоделство во соработка со платежната агенција на крајот на минатата недела исплати дел од субвенциите за житни култури. Се очекува пред почетокот на сеидбените активности да се исплати целосната финансиска подршка од државата, за да можат подготвителните активности да се реализираат без проблеми. Токму пред почетокот на подготовките на земјоделските површини за престојната сеидба на Оризот и земјоделците од регионот добија дел од субвенциите за житни култури. Парите им се повеќе од неопходни, поради што од ресорното министерство ја реализираа исплатата на крајот на минатата недела. Освен земјоделците, подршка од државата добиваат и сточарите, како и лозарите од теквешијата. Се исплатени 332 милиони денари или 5,5 милиони евра субвенции на над 26.300 земјоделци за субвенции за житни култури, тогаш кога им се потребни. Овие пари ги враќаме назад кон земјоделците за повторно да ги вложат во новото производство оваа година. Минатата недела се исплатија 16 милиони евра за субвенции за грла добиток, односно неселективно во еден ден целосна исплата на субвенциите на сточарите. Претходната недела 9 милиони евра добија лозарите од Тиквешкиот регион во еден изден неселективна исплата согласно календарот за исплата на субвенциите. Според Николовски, оваа година продолжува финансиската подршка од 20% повисоки субвенции за поледелските култури за земјоделците со развоен капацитет, како и 10% повисоки субвенции за грлот добиток за истата категорија земјоделци, кои претходно биле одбивани поради сложени административни процедури. Оваа година за оние кои што имаат површина до 1 хектар од било која култура ги оделуваме во една категорија и тие ќе добиваат 6000 денари по хектар, оние кои што имаат
до 0,5 хектари, односно 12.000 по хектар, оние што имаат до 1 хектар. На овој начин, 13.000 мали земјоделски стопанства, кои што сакаме да ги задржиме во родните села, кои што сакаме да ги задржиме во земјоделството, да не се откажат, туку да останат во своите средини, во руралните средини. Им даваме зголемена поддршка за околу 2 милиони евра повеќе средства. Николовски додаде дека се олеснуваат и критериумите за градинарство, односно засадената површина што се пријавува од оваа година ќе биде збирна за сите градинарски култури. Освен националните програми за развојот на сточарството и говедарството, се применуваат и мерките од ИПАР програмата. Тие се важни за модернизирање на земјоделството, а за нив министерот Николовски најави дека веќе се подготвуваат нови огласи. Оризопроизводителите од Кочанско годинава ќе посејат повеќе ориз од лани. Површините ќе се зголемат за околу 900 хектари или годинава оризот ќе се посее на 4400 хектари. Лани се посеја на 3500. Почнати се подготовките за сеидба на новата реколта ориз. Производителите во Кочанско ќе ги зголемат површините. За сеидбата 2019 планирано е да се посејат 4400 хектари под ориз, што е за 900 хектари повеќе од лани, кога се посеја само 3600 хектари. Истакна Дени Митров, директор на Водостопанство Брегалница. Митров додаде дека в пресрет на новата сеидба се интензивирани активностите за чистење на каналската мрежа. 70% од каналите за наводнување и одводнување се исчистени. Активно се работи со 2 сопствени машини и се планира навреме да бидат подготвени за новата наводнителна сезона, потенцира Митров. Тој спомена дека Водостопанство Брегалница почна со подпишување на договорите и ги повика земјоделците да дојдат во просториите на подружницата да подпишат договори. За последната наводнителна сезона 1600 земјоделци склучиле договор за наводнување. Во браната Калиманци во моментов се акумулирани 87 милиони метри кубни вода со среден доток од околу 4 метри кубни вода во секунда. Хидроложката состојба за сега е поволна. Ако продолжи вака, новата реколта на ориз ќе се посее без поголеми проблеми. Во Виница одбележана 18 годишнината од загинувањето на капетан Кирчо Димитриов. Општинската организација на резервни офицери организираше панихида пред неговата биста во дворот на општината. И после 18 години од смртта на капетанот на Арама Кирчо Димитриов, кој загина во војниот конфликт 2001 во близина на Танушевци, не стивнуваат емоциите во кои се испреплетува доза на огорченост и револт од непреведната смрт на 75 припадници на безбедносните сили на Република Македонија. Конфликт кој беше почеток на едно ново историско сценарио за нашата држава. Виница гордо и достоинствено цели 18 години го одбележува овој датум со сите почести кои ги заслужува еден херој како капетан Кирчо. Панихида, рецитали, резиме со историски поуки беше содржината во рамките на денешното чествување, кое беше удостоено и со представници од владата, како и со представници од сите организации и институции во општината. Во рамки на одбележувањето на годишнината од загинувањето на Димитриов, ученици од основните училишта во Виница се представија со кратки рецитали. Своје обраќање пред присутните имаа градоначалникот Ивица Димитров и претседателот на општинската организација на резервни офицери Гоце Георгиев, кој истакна дека смртта го затекна токму на 4 март 2001 година на работното место кај местноста Рамно близу Танушевци, извршувајќи ги несебично и безпрекорно задолженијата и обврските од неговите предпоставени. Димитриов загина тогаш кога Македонија ги преживуваше најтешките моменти од својата понова историја, кога на татковината и беа најпотребни ентузијасти, градители, бранители. Со неговата смрт изгубивме човек за пример, но останува сеќавањето на почитуван граѓанин за пример на младите генерации како се сака сопствената држава, истакна Георгиев. Од вторник, комуналните служби во општина Кочани ќе започнат со преуредување и обновување на дрворедот на улицата Тодосија Паунов кај основното училиште Малина Попиванова. Освен тоа се најавуваат активности за засадување нови дрвца на повеќе локации во градот. Пролетно освежување и разубавување на јавните простори во Кочани најавуваат комуналните служби во општината.
Според писменото известување, од вторник ќе започне отстранувањето на дел од постојниот дрворед и ќе се засадат нови садници на тротоарот кај основното училиште Малина Попиванова. Конкретно станува збор за отстранување на 6 дрвја, чии површински корени го подигнуваат нивото на тротоарот, кој долго време е распукан и представува опасност при движењето на пешаците. Службите од работната единица Градско зеленило на комуналното предпријатие Водовод ќе ги отстранат овие дрвја, а на нивно место ќе бидат засадени нови. Според известувањето од општинскиот комунален инспектор Александар Велков, широчината на пешачката зона долж булеварот Тодосија Паунов на одредени локации дозволува да се засадат уште 6 нови садници, паралелно со досегашниот дрворед. Со тоа ќе се зголеми и зелената маса во градот. Истовремено, на овој дел во Кочани, секторот за уредување на градежното земјиште во општината планира и преуредување на тротоарот со нови бехатон плочки од крстосницата кај улицата Македонска до влезот на Усова чешма и надолу. Комуналното јавно предпријатие Водовод пак најавува дека во наредните денови нови дрвца ќе се засадуваат и на улицата Кеј на Револуцијата, на улицата Борис Трајковски, во градскиот парк, кај детските игралишта на Роза Петрова и 1 мај, како и на Глигор Апостолов Гочо, спроти основното училиште Свети Кирил и Методи. Крводарителска акција организираше полициската станица Кочани, во која скапоцената течност ја даруваа 42 вработени. Ова е прва од трите планирани акции до крајот на годината, која што воедно е и најуспешна досега. Од година во година се поголема е заинтересираноста на полициските службеници да бидат хумани и да даруваат крв. Крводарителска акција спроведе полицијата од Кочани во соработка со општинската организација на Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Ова е прва од планираните 3 крводарителски акции согласно годишниот план и програма за 2019 година. Полициските службеници ја покажаа својата хуманост. Акцијата помина најуспешно од сите досегашни во изминативе години. Дарувани се 42 единици крв. Оваа крводарителска акција можеме да прогласиме за најуспешна досега, за моето крводарување, за досега што ги спроведувам овие крводарителски акции. И јас сум изненаден, имаме веќе 42 крводарители кои имаат наши полициски службеници кои даруваат крв, така да акцијата тече успешно, без проблеми. До крајот на акцијата ќе има уште неколку колеги кои си имат најавени кои ќе дојдат од терен, кои планираат да даруваат крв. Исто така, со големо задоволство можам да истакнам дека голем број од младите полициски службеници кои се сега примани нови на служба имат големо интерес за дарување на крв и прашуваат нон-стоп како, кога ќе биде спроведено и можам да кажам едно 30 до 40% од колегите са нови, а со големо задоволство исто така можам да истакнам дека за прв пат им колеги кои даруваат крв. Денеска и има присуство на колеги од Пробиштип кои дојдоа исто и тие да даруваат крв, тоа морам да го назначам заради тоа што ја поддржуваат оваа крводарителска акција, дојдоа од Пробиштип и тие исто така со нашите колеги од полициската станица Кочани даруваа крв. И бројката се зголеми, на наше големо задоволство и акцијата веќе успешно и над 150% мислам дека е надфрлена акцијата. Ова е една од најуспешните акции до сега што е спроведена. Кочанската полициска станица годишно реализира 3 крводарителски акции. Втората ќе биде спроведена во месец јуни, а третата и последна за оваа година ќе биде спроведена во ноември. Следува информацијата од спортот. Екипата на Беласица е победник на меморијалниот фудбалски турнир Драганица Куп, што се одржа викендов. Осогово загуби на домашен терен во пријателски надпревар со Детонито Драдовиш. А кошаркарите на Баскет Дино повторно останаа без бодови како домаќини на средбата со ТФТ од Скопје. Викендов на стадионот Никола Мантов се одржа 13-тиот меморијален фудбалски турнир Драганица Куп.
на кој, освен домашниот тим Осогово, настапија и екипите на Беласица од Струмица, Работнички од Скопје и Брегалница од Штип. Во полуфиналните средби за пласман, домакините ја совладаа Штипска Брегалница, додека струмичани беа подобри од Работнички. Во борбата пак за освојување на победничкиот пехар се сретнаа Осогово и Беласица, при што струмичани со убедлив резултат од 3:0 заслужено станаа овогодишни победници на турнирот. Во борбата за третото место пак Брегалница го победи Работнички со 1:0. Во рамки на подготовките за пролетниот дел од првенството во третата фудбалска лига, во саботата Осогово одигра пријателски контролен надпревар со второлигашот Детонит од Радовиш и доживеа пораз од 2:1. Иако домакините први дојдоа во водство во првото полувреме, нивната радост траеше кратко, откако Радовишани 5 минути подоцна го изедначија резултатот. Со реми се отиде на пауза, а во вториот дел гостите беа поангажирани и заслужено дојдоа до победата. Во првенството на втората кошаркарска лига пак викендов се одиграа надпреварите во рамки на 17-тото коло. Баскет Дино беше домакин на тимот на ТФТ од Скопје. Скопјани беа сигурни во играта и на крајот славеа победа од 86:73. Со овој пораз, шести поред во низата што е започна уште во првиот дел од првенството, Кочанскиот кошаркарски второлигаш падна 2 позиции на табелата и во моментот е на 9-тото место. Неуспехот против ТФТ го остава Баскет Дино на досегашните 18 бода, 4 повеќе од предпоследната крива паланка. Дополнително влошување на состојбата може да се очекува по одигрувањето на следното коло, во кое нашата екипа ќе биде слободна. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.